Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Презентиран националниот систем за имунизација против COVID-19. Првичните планови се прават за кинеските вакцини. Дури 170 насилници лани поминале само со писмено предупредување, а 74 случаи се регистрирани како кривично дело. Мали гостиварци вклучени во планинарска школа, секој викенд на планина. Министерот за здравство Венко Филипче денеска во владата заедно со доктор Александра Грозданова, председателка на Комитетот за имунизација и Чагоровска го представија националниот систем за имунизација против COVID-19. Со напомена дека првичните планови и распореди се прават за кинеските вакцини, со оглед дека тие треба да стигнат први во најскоро време. Матичните лекари ќе закажуваат вакцинирање против COVID-19 преку Мој термин, а идната недела ќе биде објавена веб страницата на која граѓаните ќе можат електронски да се пријавуваат, со цел да им се олесни на матичните лекари. На дневно ниво се очекува да бидат вакцинирани од 2000 до 2500 граѓани, а вакцинацијата ќе биде поделена во 3 фази. Согласно планот, први се вакцинираат сите лица од најризичната група. Таа најризична група е поделена во 2 подгрупи, прва А и прва Б. Во првата група се здравствените работници кои работат директно во ковид центри со ковид пациенти, во клиничките болници, болниците, клиниките, јавните и приватни здравствени установи, приватни болници. Во втората приоритетна 1Б група, можност за вакцинација, добиваат сите граѓани над 70 години. Во втората фаза се вакцинираат лицата постари од 65 години, понатаму лица од 18 до 64 со коморбидитети или здравствени состојби кои што се детерминирани како значително висок ризик, понатаму здравствени работници од институтот, центрите за јавно здравје, понатаму фармацевти, стоматолози, друг здравствен персонал, вработени во други витални институции, критична инфраструктура и новинарите, вработени во образовните институции и градинки, и во третата фаза преостанати лица од повеќе групи, од други важни дејности, како прехрана, транспорт, производство на лекови, комунална хигиена, банкарски сектор, земјоделие, останати вработени во образование, во здравство со низок ризик на зараза, лица кои не може да одржуваат физичка дистанца и на крајот практично сите граѓани кои сакаат да примат вакцина. Секој матичен лекар ќе добие листа на граѓани кои треба да ги извести дека системот ги избрал како приоритетни за вакцината, а потоа самиот граѓанин одлучува дали ќе приме вакцина. Секој ќе може да се пријави електронски, пошто ќе добие повратен одговор на оставената електронска пошта дека пријавата е стигната. Групите се формирани и веќе се презентирани, бројот на лица над 70 години изнесува околу 170.000. Пациентите ги имаме во националниот систем Мој термин. Правена е дополнителна проверка на диагнозите со кои тие се евидентирани во последните 3 години, а диагнозите се определени врз основа на препораките од Светската здравствена организација, всушност како што и сите меѓународни институции препорачуваат, се поделени на групи од во главном се тоа хронични состојби, но и други состојби кои ги имаат пациентите, а потврдени се од универзитетските клиники, од нашите универзитетски клиники, од секој специјалист од својата област ги потврди овие диагнози. Се водевме по тие групи и од тие групи веќе се евидентирани пациентите, односно имаме податоци за тоа дали пациентот има или нема некоја од овие диагнози. Во однос на електронското пријавување нема ограничување кој ќе може да се пријави секој, односно ние дури апелираме да се пријават колку повеќе е можно граѓани на тој систем за да се намали оптеретувањето кај матичните лекари.
На новинарско прашање дали земјава ќе има препораки за вакцината на AstraZeneca со оглед на тоа дека Франција, Италија и Германија одлучија да не ја даваат на лица над 65 години. Доктор Александра Грозданова кажа дека се уште се чекаат официјални насоки од Светската здравствена организација, но дека изгледа во земјава нема да се дава на лица над 65 години. Специјалистот по семејна медицина доктор Светлана Трифуновска ја објаснува потребата на лекот Ивермектин, кој почна да се користи во земјава и советува граѓаните да се вакцинираат за успешно совладување на пандемијата со COVID-19. Ивермектинот е еден од лековите за кои се верува дека се поуспешни во справувањето со COVID-19, може да се препишува и во Македонија. Министерството за здравство изготви мислење за употреба на лекот кај пациенти со COVID-19, а доматичните лекари испрати и протокол преку лекарската комора за препишување на лекот. Ивермектинот не е на позитивната листа на лекови кои потпаѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување. Согласно решението на Малмет, истиот лек се издава исклучиво на рецепт и се применуваат одредбите за издавање на розев рецепт. Специјалистот по семејна медицина доктор Светлана Трифуновска објаснува подетално за што станува збор. Ивермектинот представува група на лекови што се користат, обично го користат ветеринарите во профилаксата на одредени болести, односно за лечење на одредени болести кај животните. Ивермектинот се покажа како многу добар и постојат многу студии во светски рамки. Значи, докажани студии, мислам дека првата студија беше во Австралија, потоа во Јужна Америка и во други земји, каде што се докажа следново. Што се докажа дека при користење на овој лек во 4 фази од болеста, пред експозиција, пост експозиција, значи со COVID, при клинички случаи, веќе со манифестна клиничка слика и кај комплицираните пулмонални случаи даде добри резултати. Значи, со тоа што докажа, работеа, се вкрстија многу студии од многу земји во светот и го форсираат, го фаворизираат овој лек во терапијата, односно и профилаксата при користење во борбата со COVID-19. Трифуновска вели дека потребна е соодветна информираност и кај здравствените работници за примената и својствата на лекот. Може да го препишуваат сите доктори, значи немаат сите доволно искуства со овој лек, ако зборуваме за Македонија. Многу од колегите го користат, многу не го користат, во смисол да некои се убедени во неговите... Значи нема што да се убедуваме, постојат студии, само ја мислам дека треба колегите доволно да си следат литература, да прочитаат. Нашата комора лекарска направи големи усилби, ние имаме континуирана едукација, посебно сега се акцентира на ковидот и постојат цели предавања што се ги следиме онлайн. Мислим дека доволно од колегите се присутни на тие предавања и дека се доволно информирани. За било кој лек мора да се информирате добро, за да може да го препишете и да го дадете. Што се однесува до вакцинацијата и процесот на имунизација, доктор Трифуновска советува граѓаните да се вакцинираат, бидејќи како што вели таа, вакцината не заштитува и е првиот избор кога се работи за борбата против коронавирусот. Во пандемиската година се зголеми бројот на пријавени случаи на семејно насилство во полицијата и во Центарот за правна помош во Тетово. Затвореноста во домот и економската криза доведе до нетрпеливост во домовите. Меѓутоа, жртвите најчесто решаваат да не побараат кривичен прогон за насилникот, поради страф и економска зависност, а дополнително и поради немањето на шелтер центар во Полошко. Дури 170 насилници лани поминале само со писмено предупредување, а 74 случаи се регистрирани како кривично дело. Маж ја нападнал сопругата, син се заканил дека ќе го убие татко си. Доста често изминатиот период во полициските билтени се регистрираат вакви пријави. Верица Тимосиевска од Центарот за правна помош во Сдруженијето Женски форум од Тетово, кој веќе 20 години им помага на жртвите на семејно насилство. Вели дека во изминатата година зголемен е бројот на повици кај нив, особено од млади жени кои пријавиле насилство во домот. Таа вели дека мерките и економската криза ја зголемија нетрпеливоста. Брачните двојки кои се помлади се најдоа затворени во домашната средина, без можност за некое посебно напуштање на семејниот дом и кругот на насилство. Нетрпеливоста се зголеми,
Економската состојба, сите знаеме каква беше и каква е се уште, останување без работа, без финансиски средства, што предизвикува нетрпеливост, подигање на тензиите, кое се нешто резултира со и ваков, за жал, исход со семејно насилство. Подосна бројката на пријавени жени, таа беше некаде околу 40-тина. Сите повици се прифатени, на сите им е дадена соодветна правна помош, односно правен совет. Дадено е упатување до надлежни институции кои се вклучени во системот на заштита на жените жртви, тоа се Министерство за внатрешни работи, Центар за социјална работа, Јавното обвинителство, Основниот суд Тетово. Жртвите многу ретко се решаваат да побараат кривичен прогон за насилникот, најчесто поради страф и економска зависност. Според статистичките податоци на СВР Тетово, минатата година на тетовското подрачје се регистрирани 74 кривични дела на семејно насилство, а дури 170 поплаки поминале само со писмено предупредување. Најголемиот број од овие кривични дела биле извршени со употреба на физичка сила и со нанесување телесни повреди како последица од тоа или со загрозување на сигурноста. Ваквите кривични дела најбројни биле во последното 3-месечие, вкупно 29, и сите биле заокружени со соодветни поднесоци. И во првиот месец од годинава речиси секој ден имало вакви пријави. Минатиот месец во јануари бележиме вкупно 6 кривични дела, од кои 4 со нанесување телесни повреди и 2 со загрозување на сигурноста, во кои вкупно биле инволвирани 5 сторители. Покрај ова, во јануари исто така, бележиме и 23 поплаки. Тимосиевска додава дека институциите треба повеќе да се ангажираат околу ова прашање. Нивното здружение досега добивало поддршка само преку потпишани меморандуми. Меѓутоа, финансиски средства добиваат само преку проекти. Финансиска поддршка ниту од централната, ниту од локалната власт до сега немаме добиено. Сите проектни активности што до сега сме ги реализирале биле со поддршка на меѓународни организации, исто како што и последниот проект со кој почнавме на 1 декември минатата година и кој ќе трае 10 месеци, заклучно со септември 2021 година. Тој е исто така поддржан од меѓународна организација Квина Тил Квина. Во рамките на овој проект воведуваме за време трајање на проектот и психолошка поддршка, значи проектот предвидува бесплатна правна помош и психолошка поддршка на жените во Полошкиот регион. По бројот на случаите на семејно насилство, но и според бројноста на жители во Полошкиот регион. Правниот консултант Тимосиевска вели дека е неопходен шелтер центар, за кој добивале многу ветувања без нивна реализација. Во последниот извештај на Државниот завод за ревизија кој се однесува на 2019 година, општината Гостивар е на 3-то место во земјава по процентна загуба на вода за пиење. Кои мерки се превземаат за надминување на проблемот? Наместо низ чешмите да потече до граѓаните, огромен дел од водата за пиење во Гостивар се губи во водоводната мрежа. Во извештајот на Државниот завод за ревизија кој се однесува на 2019 година, Гостивар со 81% е на 3-то место во земјава по загуба на вода за пиење. Старата и дотраена мрежа, честите дефекти, дивите приклучоци се главните причини за овој проблем. Ние имаме практично физичка загуба од истекување на вода од подземните инсталации, кои се, знаете, од различни дефекти, од пукање на стари цевки, истекување при потрошувачка од диви приклучени луѓе кои што користат или семејства кои што користат вода. Имаме и вода која што се губи, а не се мери при трошење, се работи за јавните чешми, резервоари, потоа фонтани, миење на улици. Значи имаме повеќе нивоа на загуба на вода. Гостиварци сметаат дека водата не се користи рационално, а велат дека и честопати се сомневаат во нејзиниот квалитет. Јас би рекол дека никаде не се користи рационално.
бидејќи нема соодветни мерки за контрола на користење на водата, а од друга страна никогаш не било јасно што со водата за пиење во Гостивар. Значи, уште граѓаните се сомневат дека е чиста за пиење. Па зашто е стари цевки има тоа, затоа пушта тоа и мека е земјата. Чим е мека земјата, доаѓаат големи камиони и затоа се губи водата. А не може да најдат тоа, зашто е под земја тоа се. Па видите, дефекти има, зашто има песок на водата. Има доста хлор. Не сме задоволни така. Ублажување на загубите на водата за пиење се очекуваат со имплементација на проектот поддржан од Швајцарскиот секретаријат за економски прашања, кој има вкупна финансиска рамка од 7 милиони евра. Со проектот СЕКО 2 кој што е во тек, кој што ви кажаве од заеднички на општина Гостивар и Агенцијата за развој на Швајцарија, се планира тоа во последната фаза да има и таков камион за детектирање. Меѓутоа, јас би кажал дека направивме и физибилитет студија заедно со швајцарците и констатирани се јасни препораки и насоки како да се намали губитокот на вода. Меѓу другото е резервоари да се изградат, и тоа 3 огромни резервоари кои што веќе едната е почната и се гради. Потоа замена на цевките, ви реков 25 км од цевките се заменети за да бидат квалитетни и да нема истек. Дигитални водомери кои што планираме исто така идната година да се поставуваат. Набавување на детектор за откривање на подземно истекување, легализирање на дивите приклучоци. Што се однесува до плаќањето на сметките за вода, во 2019 процентот на наплата се движел околу 45%. Лани се бележи опаѓање што се објаснува како последица на пандемијата. Под водство на лиценцираниот планинарски водич Исмет Шурбан, група дечиња од Гостивар активно се вклучени во планинарење. За да ги совладаат основните правила и вештини, претходно учествуваат во планинарска школа. Најмалите во групата имаат по само 4 години. Лиценцираниот планинарски водич и пасиониран влюбеник во природата од Гостивар, Исмет Шурбан, успешно ја шири мисијата на планинарството меѓу новите генерации. На негова иницијатива и водство група дечиња активно се вклучени во планинарење и секој викенд уживаат во нови планински предели. Најмалите во групата имаат по само 4 години. За да ги совладаат основните правила и вештини, претходно учествуваат во посебна школа на планинарското друштво Шари. Првата тура ми беше во село Баница, од Дере до еден врв, горе Тепе, Бајрак Тепе се вика. Убаво поминавме, прекрасно, децата радосни од првата недела, после почна да им се отвора апетитот и тие продолжија. Значи да дојдат да ме прашуваат каде ова недела како. Значи наредната сабота исто бевме душ тука во пределот на Здујне. После ги шетав по селата, руралните села, за да ги видат наредната недела. После имавме Врањовце и Планинарскиот дом. Таа тура веќе тука се уклучи и пресветателот и мојот колега Керамилин, што бевме водичи, со 14 деца бевме. Имавме мешовито, значи зимска, есенска тура таква. Значи газевме снег, имаше снег, се радува децата, им отворив шатор, им кажав за техничка опрема за движење во зимски услови. Пред 2 недели децата се вклучиле во планинарска тура заедно со возрастни планинари, долга 17 километри, која траела околу 6 часа. Љубовта кон природата, како и свеста за нејзина заштита и зачувување, кај дечињата постојано расте, вели Шурбан. Во почетокот беа така резервно ја сакаа природата, но веќе почна во втората тура, третата и веќе почна да се. Сега се тие желни, како опиени се, сега нормално прашуваат, купуваат опрема, одат опрема, купуваат. Сега се поопремени, подобри ранци имаат, знаат кај да одат, знаат за ориентација, познаваат. Значи, многу се среќни сега, многу се среќни. И веќе сакаат сега на некои појаки тури, потешки тури. Вклучувањето во планинарската школа и учеството во турите се добра можност децата да се оттргнат од интернетот и мобилните телефони,
кои во денешно време им крадат голем дел од детството. И во школите, и сега, кога дојдат тие, немам више потреба, јас да им го објаснам, тоа им стана и како традиција. Само со самото доаѓање, тука во тој астал, ќе ги остават сите, ќе ги изложат своите телефони. Значи, и има направено своја група, значи, кога се информираме помеѓу себе, имаме своја група, и ги остават телефоните и не ги интересира више. И викаат дека, и се жалат многу на ова, сега на ова ситуација, се жалат на образованието. Оти им недостасува социјалното, значи, дружење со... А ова им доаѓа некако како кајмак на сета таа работа. Значи, го компензираат со тоа што го немаат сега во школите, што не се дружат, него што им е на онлайн. Освен што имаат придобивки за здравието од планинарењето, водичот Шурбан во текот на турите ги едуцира децата и за спецификите на околината, населението, различните култури, живиот свет и слично. Во текот на минатиот месец, полицијата санкционирала 1680 различни видови сообраќајни прекршоци во Тетово и Тетовско. Во истиот период се случиле и 65 сообраќајни незгоди. Во јануари годинава полициските службеници на СВР Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, во Тетово и Тетовско вкупно откриле и законски санкционирале 1681 различни видови неисправност, односно сообраќајни прекршоци. Во контролните активности редовни, засилени и акциски, поради констатирани прекршоци, од сообраќај биле исклучени 49 возила. Најмногу од исклучените возила, односно 41, имале истечена регистрација на 30 дена, кај 7 била утврдена техничка неисправност и кај едно возило претовар. Минатиот месец исто така од сообраќај биле исклучени 204 возачи, од кои 120 ги управувале возилата без возачка дозвола, 36 под дејство на алкохол, 35 возачи почетници, 2 со несоодветна категорија и 11 со важечка забрана за управување. Покрај тоа, во овој период времено биле одземени 54 возачки и 40 сообраќајни дозволи, додека Тетовската ПАЕК служба вкупно подигнала 147 непрописно, односно погрешно паркирани возила. Во јануари исто така времено се одземени 22 возила поради истечена регистрација повеќе од 6 месеци. Што се однесува пак до сообраќајните несреќи, нивниот број минатиот месец изнесувал вкупно 65 и е за 7 помалку во споредба со минатогодишниот јануари. Во нив значително помал е и бројот на загинати, односно едно загинато лице, и тешко и лесно повредени се 33 лица. 48 од несреќите биле во населено место, а 17 на отворен пат, додека најчести причини се неприлагодена брзина во 22 несреќи и неправилно вршење на дејствие во 21 несреќа. Најмногу од несреќите се случиле на Тетовските улици, односно 32, и на автопатот 21. Во продолжение детали на МВР за приведени лица поради поседување на дрога. Денеска околу 8 часот и 30 минути во Тетовско Слатино полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 31-годишник кај кого при извршен претрес била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за документирање на случајот и ќе му биде изготвена кривична пријава. Поради поседување дрога и во текот на вчерашниот ден биле приведени неколку лица. Утрото во 7 часот на подрачјето на Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 31-годишник, бидејќи кај него била пронајдена марихуана. Поради поседување марихуана исто така 15 минути подоцна во Требош бил приведен и 30-годишен жител на селото. Во 8 часот и 30 минути на подрачјето на Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 48-годишник од Гостивар, бидејќи кај него била пронајдена прашкаста материја. По документирање на случаите против лицата ќе бидат поднесени соодветни поднесоци, информираат од Министерството за внатрешни работи.
Почитувани гледачи, тука е крајот на ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.